ова петочно издание, почитувани, ке зборуваме за цената на недвижностите, поточно за цената на становите, која и во оваа кризна година, односно минатата кризна година, уриваше рекорди, а ке прашаме и ке чуеме какви се прогнозите за оваа 2023. Гостин во студиото е Горан Тевдовски, брокер за недвижности. Господине Тевдовски, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, Горан, како си? Веројатно, клучното прашање што ги интересира нашите гледачи е до кога цената на становите во Скопје, а и во другите градови во Македонија, меѓутоа особено во Скопје, ке жари и ке пали. Се гледали плафонот со оглед на економските процеси низ кои поминуваме или и во 2023 може да се очекува најгорен тренд? Види, ова 11 години го работам и веќе имам 3 успони падови година и ги гледаме одамна почетоците на корекцијата. Меѓутоа проблемот е што обичниот човек секогаш последен дознава. Трговецот нема да ви каже, градешникот исто така, нема интерес да ви каже дали паднало или пораснало, нели? А ние како брокери можеме да ги приметиме некои тенденции на движење, меѓутоа цените јасно е дека мора да се коригираат. Како ќе се коригираат, ќе покаже времето. Ние немаме стаклена топка па да знаеме, нели? Така, рековте 11 години се занимавате со овој бизнис, брокер на недвижности. Да. Јас ќе додадам за гледачите кои не следат дека долги години, добар дел од овој период поминавте во САД, на Флорида, во Мајами. Впрочем и таму ги истражувавте недвижностите и работевте со тоа. Така што ќе може да направиме и паралела на пазарот на недвижности во САД. Вие споменавте неколку корекции во последните години. Да. Генерално најголема беше онаа во 2008 и таа беше светска, но особено го погоди пазарот на недвижности во САД. Тоа беше поврзано со оние хипотеки, кога голем број американски граѓани не може да си ги санираат. Тоа беше политика на ефтини пари, која што почнал Алан Гринспен уште касни 90-ти, почеток на 2000-ти. Нуриел Рубини уште 2005-та, 6-та, 7-та почна да ги прави тие проекции на крах, меѓутоа никој не му веруваше. И кога се случи беше многу неочекувано. Ја бев се уште на факултет финансии, дипломирав баш тогаш. Се уште беше сека окей. Бер Стернс пропадна прв, рекоа не, ништо страшно, мала хипотекарна банка. Кога дојде време Леман Брадерс да пропаѓа, тогаш ќе се вклучи алармите, ме беа прекасни за луѓето да може да реагираат, прекасно беше. И повеќето беа во ситуација на што велиме upside down, значи должеа поише него што вреди куќата. Банките нема интерес да ги земат куќите. Тоа беше хаос што ние фала Богу нема да го видиме овде и не верувам дека некој ќе се повтори, сценаријот нема да се повтори. Бидејќи македонците не се научени, односно не купуваат, или даваме доволно не земаат кредити и хипотеки. Имаше ситуации каде што ни дава, можеш да замислиш плюс 103% од вредноста на куќата. Значи плюс 3% ти дава да се направиш на пуба кујна или мебел да си купиш. Мислам, тоа е апсурдно од оваа перспектива. Меѓутоа они се надева дека таа експанзија ќе продолжи. Проблемот овде паралелата може да направам што пред да се вратиме во Македонија, дозволи. Какви беа цените пред 2008 на недвижностите во САД и каква е цената денес? Не, тоа беше циркус. Една каде што на пример брокерите си формираат цените од ракав, после тоа проценките ги формира банки од ракав, значи доаѓа проценител и само лупа некоја цена, нема никаква логика. И буквално човек од улица може да почне да работи и како брокер за недвижности, агент, ама и како финансиер, односно позиција која што ние немаме овде, кредитен банкар. Банкар за стамбени кредити. Лиценцата се земеше за 2 сата. Може да замислиш некој што претходно бил шанкер, ти продаде тебе стамбен кредит. А он, неговата струка е да те продаде. Добро, за среќа тие времиња се далеку зад нас. Како војната во Украина и економската и енергетска криза во светот влијаеше на цените на недвижностите во САД? Уште малку околу САД, па ќе се вратиме на разговорот со Македонија. Вака ќе ти направиме една убава прогресија конкретно за Мајами. Мајами имаше неколку мини бумови, мини корекции. 2013 на пример е случка со Бразил. Бразил има страшна експанзија, нивната валута ојаче, они купува на невидено станови. После кога се случи корекцијата во Бразил и нивната валута падна, они продаваа станови 16-17 во Мајами испод цена, пошто и испод цена нив им се исплатеше да ги вратат парите назад во Бразил и да заработат на курсна разлика. Зборувате за бразилци кои имаат имот на Флорида? Кои купуваат во Мајами, нив е огромен престиж им да купат нешто. Мајами за нив е поим за успех. Ако се купува стан во Мајами, поим за успех. Паралелата со Украина е тоа некои геополитички промени кои се случуваат, што овде во овој случај сега ќе идат цените на кредитите.
А имотите секогаш имаат инверзен однос со каматните стапки. Кога идат каматите нагоре, цените на имотите паѓаат надолу. Без разлика дали имаме монетарна инфлација или не, фактот е дека мора да се коригираат цените кога каматите идат нагоре. Овде што се случува сега е Дозволете прво пред да се вратиме да. во Македонија. Колку е цената сега на недвижностите во Мајами, еве конкретно, бидејќи имате таму? Мајами се коригира со некои си 10% од пикот кој што беше летово, меѓутоа ја гледам дека е многу отпорен. Мајами е нелогичен пазар. Мајами е пазар на емоција. Луѓе купуваат од љубов према градот, не купуваат од што нешто вреди или не вреди. Многу е тешко плюс да се спореди куќа која што Ориентационо само испоредбено колку е цена на квадрат во некој нормален дел на Мајами, не зборуваме за Мајами Бич. Па да речеме Не на стартува брегот, околу 3000 евра квадрат, да. Добро. 3000 евра негде квадрат. Средна некоја цена е веќе достигната за убавите делови околу 5000 евра квадрат. Збориме за Мајами урбаниот дел, а на север на пример ако одиш можеш да најдеш и за 2000 евра квадрат, на пример 2500 евра квадрат може да се најде. Долари веројатно или во евра? Евра, долари. Добро, падна цената, ова е по корекцијата се овие цени? Па види, Мајами не верувам дека ќе доживе било каква корекција, пошто исто како и тука во Мајами околу 50-60% од имотите се купуваат кеш. А како град сам по себе Мајами има многу мали квартали, нешто слично како и Скопје на пример, и може една улица да дели левата и десната страна да има разлика од 20-30% во цена. Нема да се случи таа класична корекција луѓето што очекуваат во Мајами, поради тоа што луѓето што не мора да продават, не продават и рентаат, а пазарот за кирија е страшно. Значи ја плаќав $2.500 за мојот последен стан таму, сега $4.000. Зашто дојде многу луѓе од Сан Франциско, од тек индустријата, а многу и њујорчани дојде. И тоа времено се селат во сезона или рент, не, скроз се преселија на југ. се преселија, да. Што е со останатите атрактивни градови во САД? Па има не на Флорида, страшна зборувам корекција во некои од градовите, да. За колкав Њујорк процент е, например, станува? исто така град отпорен на тие такви корекции, ами таму имаше голема, па и 20-30% во некои Што е во сегменти од внатрешноста на пазарот. САД, не е толку атрактивните делови? Па ете интересно, ја во Детройт исто живеев, Детройт е во огромна експанзија и сега во центарот се гради. И не гледам дека ќе има и таму некоја голема корекција, таму попаѓаат цените на сабурбан, значи оние урбани на страна населби, зашто помладиот народ има тренд да се движи према урбани, према центри. Какви се трендовите таму? Дали младите луѓе во САД и нашата диаспора вклучително ги менуваат навиките наместо да плаќаат кирија да инвестираат во сопствени домови? Нашите гледаат прва работа има да гледаат да купат. Јас сум примерен на негативен пример како механичар шумар расипана кола, ја никогаш не купив стан, пошто секогаш беше многу поисплатливо, не малку, многу поисплатливо за мене да живеам под наем отколку да купам. Разлика од 30-40% дури во Мајами. Во Детройт, во Чикаго и во останатите градови разликата е минимална и стварно се исплати да се купи, плюс на некој начин куќата ти е штедна книшка таму, како инвестиција на долг рок. Ја купив инвестиција, например, која што ми направи некоја заработка, меѓутоа на долг рок, ако гледаш како собствена, значи својата куќа, тебе ти е таа некоја си врста на штедна книшка за во пензија 20-30 години покасно да исплатиш и да можеш да или да даунсайз да направиш, да купиш нешто помало па да инвестираш. Како што вели мудроста, во приход и така веројатно, не натаму. чекај да купиш недвижност, Да. туку купи недвижност па чекај, нели? Или се дали да гледаш на долг или краток рок, ако гледаш на краток рок, да, не се исплати на пример во Мајами, никош нема да се исплати да купиш во самиот строг центар, пошто самото одржавање и кредитот, данокот те прави нелогично да биде да купиш, ама на долг рок се исплати. Да, или македонците веројатно се држат многу до тие максими народни мудрости, па ја следат она на Марк Твен, како беше купи земја, бидејќи земја веќе не се произведува. Да. Сега, кога станува збор за Македонија и кога се враќаме овде, зачудува на вистина и последните податоци на Централната банка и последните податоци од Државниот завод за статистика покажуваат нагорен тренд и во последниот квартал на 2022 20% се зголемила цената на недвижностите во Македонија, на становите конкретно, што е нелогично со една друга бројка од пописот што е обелодени, резултатите од пописот објавени лани во март, според кој 1/3 од становите во Македонија се празни во Скопје. Спротивно на секоја економска и пазарна логика и ова што вие го зборувате за таа нормална корекција на пазарот, во Македонија цената на становите се уште е во пораст, иако имам голем број станови што се празни, но расте и бројот на одобренија за градба издадени.
Како се објаснува тоа? Вака, ќе почнем од мојот дел. Јас работам на софтвер и централен регистар за станови, каде што ќе мора да се објави вистинската продадена цена, ќе мора да има и цена, нема да има цена по договор. И агенциите ќе мора да соработуваат една со друга и ќе можеме да дојдеме до некоја база на вистински податоци што колку се продава. Тоа што се огласува до цените кои што се огласува, до цените што вистински се реализираат, се во многу случаи ден и ноќ. Разликата е огромна. Од погледот на прашањето твое за градежниците, мислам дека се уште има многу слободни пари за инвестирање во регионов и нив им е подобро да ги стават тие во цигла него во банка. Банките носат никаков поврат, нели? И се надева дека баш нивната зграда ќе се продаде добро. До сега тоа се докажува прилично добро, особено за оние средни градби. Меѓутоа има неколку најавени големи комплекси кои што мислам ќе направат голема ќе има потрес на цените. Веќе гледам од градежниците корекција на цените и како кога почнав тука пред некои 9 месеци до сега. Нема да има панично градење, продавање, освен ако не дојде некој да гради на кредит и банката да го притисне да мора да продава, па да коригира цени, да продава по поевтини цени. Во тој случај ќе има некој домино ефект, мислам, и ќе се дојде до некоја си по-нормална цена во однос на нашиот стандард. А иначе да очекуваме ние некој си крах или нешто, мислам дека тоа нема да дојде. Не станува збор за крах во Македонија, станува збор за корекција надолна, до кога ќе бидат цените на плафон. Ви не може да ги притиснеш ни еден од гражданите кои градат со свои пари. Како ќе ги притисне? Пазарот не може да ги притисне, купецот не може да ги притисне. Им се исплати на гражданите да ги чуваат непродадени становите? Па мислам дека многу малце од нив задржуваат. Еве правев мове со еден наш гражданик, он вика ние ќе задржиме на пример само дел од деловниот простор, можеби мезанинот за нас вика и ќарот ни е горе доле вика. Тоа плюс што ќе остане, ние сме ги свртеле парите. Многу по-интересно ќе биде за мене што ќе се случи со деловните објекти постоечките. Сигурен сум дека голем дел од кладоници и коцкарници ќе затворат дури да не го сменат законот. Они ги напумпаат цените на деловните објекти и на кириите и во суштина создава ситуација каде што нормалниот бизнис не може да се такмичи, не можеш ти да се надпреваруваш со бизнис кој што има неограничен буџет. Можеби одговорот на прашањето што го поставив лежи и во еден податок до кој дојдов, а градежниците не ви го кажале во разговорите со нив, дека 1 квадратен метар ги чини изградба, сега зборувам, како инвестиција, до 1250 евра, ако е во многу атрактивно подрачје, например во центарот на Скопје, а се продава и по 2200 и 2500. Значи скоро двојно е разликата од производната цена на 1 метар квадратен до онаа продажна. И веројатно тука градежниците или барем голем број од нив калкулираат дека повеќе им се исплати да градат и да чуваат одреден дел од становите на помалку атрактивните локации и непродадени, отколку да запрат со градба. Горан, нивниот break-even point е на помал со 60%. Значи, они се окей со станови на она што викаат friends and family, ќе продадат на 2-30% становите на пријатели од претходно. Или ќе продадат на институции, или ќе продадат на луѓе кои што само сакаат да ги паркираат парите. Мора да разбереш дека секаде во светот некретнината е паркинг за пари. На долг рок не може да губи вредност, земјата како што кажа не може да се реплицира, а и не можеш да реплицираш на пример ГТЦ или не можеш да го реплицираш не знам Дебар Мало. Има ограничен број на парцели, ние сме ипак мал град релативно и кога ќе се заврши ринги шпилот, кога ќе се завршат најатрактивните маркици, ќе мора да идат на друго место. Нив им е битно се да ги фатат локациите да ги изградат. Од друга страна и луѓето не знаат попаметно овде да инвестираат, никој значи уплав има само да спомнеш блокчейн или криптовалути, а тоа е реално иднината. Уплав имаат и од берза се уште и најубаво да купи стан. Во цел свет кога се купува инвестиција, значи воопшто се гледа на повратна инвестиција, значи net income. Ако станот вреди 100.000 евра, за колку време може да се вратат тие пари? Точно така. Киријата треба на минимум да ти биде нето 5.000 евра. А овде имаш на улица Македонија некој ми нудеше стан 250.000 евра, а киријата му е 350 евра. Мислам, комплетни се тие нелогичности, ама трпат и во Мајами и во Њујорк, пошто на долг рок шансите се дека ќе вреди повеќе. Рековте дека во САД цените за кири за издавање, за рентање се големи. Како се во Македонија каков тренд може да се очекува тука, во таа насока?
Во Детройт, например, имаше ситуација кај што земавме и по 25% повратна инвестиција на некои становите. Нормално со труд, нели, да се реновира, да се среди, и да се рентава многу пати, нормално беше 10 до 15% без да се трудиш. Овде тоа не го имам се уште видено, цел маркет го изоравме, немаме многу ситуации видено кај што вистина повратот е како што треба да биде. Мислам дека народот ќе почне полека, односно индивидуалците ќе почне да притискаат во правец на некоја стабилизација, пошто гледам и тука сум многу голем оптимист кај новата генерација, многу повеќе на логика идат наместо на емоција и на пример иде попрво да купи куќа во Сопиште и да плати 120-30 евра наместо купи во Тафталиџе стан помал од 150.000 евра само за да каже дека во Тафталиџе, ме разбираш? И сега кога станува збор за цените на недвижностите и за овој нелогичен, би рекол, раст и во услови на криза и во услови кога имаме преголем број непродадени станови, тоа не е наш ексклузивитет, барем тоа така го ми падна во очи, дека цената на квадратот е висока и во останатите балкански градови, градовите на поранешна Југославија, од бившите Ју републики. Белград, Загреб и Љубљана се далеку пред Скопје. Значи веќе не можеме со нив ниту да се споредуваме, над 3000 евра по поатрактивните делови од овие градови, Белград, Загреб и Љубљана. И Сараево и Подгорица се пред нас. Ние сме само во однос на цената пред Приштина. Пак ќе кажам, сите тие работи се релативни. Ја бев баш утакмица која беше во Португалија, ги гледав цените во Порто и за нивниот стандард е комплетно недопирливо да се живее во урбаниот дел од градот и се селат во помали места. Ние имаме, нажалост, една економија зависна од големите градови. Истото е во Србија и во горе-доле секој дел од Балкан, мислам дека Словенија можеби по во Словенија во центарот на Љубљана и над 4000 евра. Ама па мора да разбереш дека има многу поголема мобилност меѓу населението сега и многу е нормално некоја страна да дојде да си купи стан во Белград или да купи па и во Скопје или во Љубљана, особено дигитални работници, односно Што вели берзата на недвижности во Македонија? Има странци кои купуваат стани во Скопје? Да. Од каде? Па или купуваат или рентаат, они на пример може да дојдат и да каже добро, сакам овој стан тука и инвеститор ќе го купи со намера да го рента на такви. На почетокот на војната во Украина многу руси купуваа станови во Белград. Кој купува во Скопје? Странци има? Странци што купуваат? Нешто од она што го имам разговарано, има доста од Турција, нешто што има откупено и од Косово луѓе купуваат. Не знам, искрено мислам дека тек сега ќе видиме наплив. Ја имам голем интерес од моите пријатели од Америка за Охрид, на пример. Скопје не е толку интересно, ама Охрид секогаш ќе биде интересен град за купување, а во Охрид имаат огромен проблем со квалитетна градба. Има градба, но не е таму каде што треба да биде за кашетот кој што го има Охрид меѓу луѓето. Мислам дека таму ќе има многу голем прираст на квалитетна градба. А и во Скопје веќе се бара вистински квалитет. Има неколку градежници овде што прават врвни градби и тука ќе почне да се создаде некоја диференцијација во кои ќе постигнуваат цени, зашто сега имаме смешна ситуација кај што луѓе бараат од 80-90 згради иста цена како оној што ги изградил во 2000-ти, оној во 2000-ти рачуна дека му е нова градба се уште и ги паралелно формира цените со овие кои што сега градат. Мислам, ние сме се уште ипак пазар со ограничена информација. Нас најголемиот проблем е да добие нашиот потрошувач овде да добие вистински информации. Се е на рекла казал и на што ти кажам комшијата. На шпекулација. Да, немаме централен регистар. Во ред, правилно спомнавме САД, Европа, спомнавме и регионот, кога станува збор за Европа, најдов податок дека во 2022 за неколку месеци се бележи пат од 7,5% на бројот на продадени станови и на цената, а во однос на претходната 2021 просечниот пат е за 30% на цената на станбениот квадрат, зборувам на ниво на цела Европска унија, најголем е падот во Полска, Варшава, бележи пат на цената на недвижностите. Има се повеќе ќе излегува со некои такви статистики, ама базата на која они споредуваат е многу кратка. Треба да се гледа малку на подлог рок, а имаше вистина голем хајп и големо штампање пари во меѓувреме и луѓе ги извадија за штедите ги паркираа во недвижности. Овде мислам дека падот е горе долу ист во разговор со нотари што ги споредува со минатата година квантитетот на продажба падна. Квалитетот на продажба мислам дека овде подобар, сега уште се држат цените колку толку, ама мислам дека овие фактори, значи стравот од војна,
стравот од девалвација на вредноста на парите, знаеш. Сите ти работи ќе имаат допринес и ќе се движи нешто. Се уште дека ќе има комплетен стенстил, не гледам дека тоа може да се случи. Да, веројатно како што Време рековте. беше секако да дојде до ова. Сепак мислам дека требаше да дојде до вакво некој намалување, до некоја корекција, до некој мир. Ова се случи се два уште ние пати не можеме да во зборуваме за кариера. корекција. Во Македонија нема корекција. Мир, ми зборуваме, значи нема надавања. Значи, ја лани во Мајами, во разговор со моите колеги, се чудев што се случува, зашто имаше надавање и по 15-20% над бараната цена. Овде не го видовме тоа, фала Богу. Значи, тоа е такво некоја, многу често куќа е купување на емоција. Ние овде во споредба со Запад имаме највисоките проценти на собственост на свој дом, преку 85% е регионов цел, во споредба со Германија, мислам и Данска, каде што е 55 до 60% собственоста. Да, луѓето рентаат повеќе. Прво што прават овде, луѓето купуваат стан, после убава кола, али првото што го прават на децата им купуваат стан, така? Значи, немаме ние некој проблем со цените како апсолутна сума, него еве, например, го имав овој разговор интересен преку ден, вика, слушај, пред 10 години првиот талас градевме станови за млади брачни парови, 50-55 квадрата беше нормалната. И градежниците градат 90% становите, 50-55, се имаме самци, вика, градиме 40 квадрата станови, и се имаме па и фамилии, односно овие вака деца што почнаа со програмирање работа, кај што имаат поише пари, градиме за нив вика 100-120 квадрата станови. Добро, реално е да видат цената на квадратен метар стамбен простор во Скопје и во Солун иста? Отприлика сме тука некаде. Зашто да не? Солун е на море. Што има врска? Нема никаква, значи И е град во Европска унија, на земја членка на Европска унија. добро, значи Флорида има брег огромен, ама баш во Мајами се цените 5000 евра. Види, престижот секојаш ќе биде за ова мала нација, ќе биде да си има стан во главниот град. И во Охрид, ако си више, нели, нема во Дојран да се тепа да купат викендица, ама во Охрид да. Така ќе биде, например, и за црногорците. Број еден за нив е во Будва, има логика во Будва, 7000 евра е во Дукли Гарден стартува квадратот. Значи, за истите пари можеш во Монако да купиш комотно, ама нема да можеш да кажеш дека имаш стан во Будва. Ај нема да го користиш. Како што рековте, прашање на емоција е купувањето куќи и недвижност. Многу често. Во однос на правилата уште за градење, како последна тема што би отворила, во Македонија тоа е општо познато дека правото на профит и на градежен интерес, на интересот на инвеститорот е пред јавниот интерес и не се почитуваат ниту оние основни закони за одреден број на паркинг места, за одреден број на зеленило, да не зборувам за контейнери. Не знам, веројатно сте забележале, доволно сте во Македонија да видите дека има многу ново изградени згради за кои нема место да се постават нови контейнери во Ужас. и дека не можеме да се справиме со отпадот. Како е тоа регулирано во САД, на пример, и дали се почитуваат правилата и покрај големиот број на доселеници таму? Има луѓе, пријатели мои во Чикаго, што плаќаат по $400 паркинг месечно. Плюс, со купен стан нема паркинг и доплаќаат. Ужасно е лошо. Значи, имаше еден интересен... Треба да се тешиме со Чикаго? Не, напротив. Чех има дојдено во Мајами, 90 ги има предупредено, зашто Мајами во тоа време се уште центарот не бил баш развиен, ги предупредил на овие работи. Инфраструктура е број 1. Ти треба да направиш. Кинезите тука ни покажа како се прави нешто. Они направија од Шангај најголема мрежа на брза железница, подземна железница, пред градот да стане огромен. Значи ти прво ако више си дал сите овие маркици, треба да направиш структура на комунални или јавен превоз, а паркинг во суштина на крај ние ќе завршиме најверојатно без коли или со само движечки коли за некои 10 на 15 години. Се надевам и овде доволно брзо дека ќе дојде. Нема да ни треба паркингот, значи. У суштина паркингот е најголема загуба. Тебе ти треба зелени површини, број 1. Значи не може да има зграда до зграда да нема ред дрворед. Замисли си ти само спореди ги на селбиве постари како Капиште стар, колку е преубаво на улица шеташ има дрворед. Ѓорче сите се смеа нели на времето вакво. Секоја улица во Ѓорче има зеленило, во самите куќи однапред собствениците си имаат дрвореди. Во Тафталиџе старите куќи беа исти такви. Значи не можеш, тоа нема да се промени. Квалитетот на живење ти е куќа, меѓутоа и паркче кај што ти излезеш да се прошеташ и игралиште кај што ти претрчаш со деца или да мамнеш баскет партија, се ние нажалост толку не ни е приоритет пошто поише на компјутери дремат луѓево, али искрено ако дојде до некоја корекција овде, тоа ќе биде од потрошувачот. Новиот потрошувач, верувам и го гледам тој, затоа сум оптимист, новиот купец на овие станови бара зелена површина,
Затоа и да децава во Сопиште купуваат куќи, бара чист воздух, затоа вриштиме сите за загадувањава и бара број 1 комоција, значи комоција да можеш да идеш пешки да купиш во супермаркет, да не мора да палиш кола за тоа. Софтверот што го подготвувате таа берза на недвижности ќе располага со понуда и за други градови или само за Скопје? Да, на цела Македонија ќе биде за почеток планот и понатаму да се прошириме. На цела Македонија ќе имаме опции за аукцијски продажби, лицитацијски продажби, секој човек индивидуално, пошто гледам многу луѓе имаат одбивно се виште према посредници, ќе може сам да листа, меѓутоа ќе мора да има професионални слики, ќе мора да има цена, не може цена под договор. Цена под договор е нормална работа за деловни објекти. Ја работам деловни објекти веќе 7 години, сосема нормално да има request for proposal, например. Вие понудете цена колку ви вреди, ама за имот кој што може да се спореди е нелогично да кажеш цена под договор, пошто све е цена под договор, така? И дефинитивно ќе мора да се понуди провизија. Не може да работи некој за вас за без пари, да ви го покажува, да ви го слика станот професионално. Не мора нас како централен регистар, ама ако имате било кој ваш агент да ви представува, може да се постои провизијата. Па повели види избори со агентите да видиш колку пати секој годишно најмалку секој има 20-30% луѓе што го испалиле, отишле околу него, купиле директно, дошле, они све ќе направат за да уштедат, мислејќи дека ќе уштедат, а по мојата професија постои поради тоа што јас ја одработувам и ти го заштедувам тоа твое време и тие 2%, 1% колку и да се флет, ако е нека сума 500 евра, се исплати за да можеш да си бркаш попаметно твоето време да го искористиш, а да оптимизираш некој кој што знае многу повеќе од тебе колку нешто навистина вреди. Има ли побарувачка зголемена за рентање на станови во Скопје? Па има, ама еве тоа јас се чудам, не сваќам луѓе што купуваат им седат празни станови. Сега баш имав еден пријател разговор во Охрид има на пример. А кој бара да рента? Седат празни, не можеме. Странци или луѓе од Македонија? Па еве сега имав чеси, хрвати доаѓаат, има движење дефинитивно, има движење и од странци, ама има и локални луѓе што едноставно не се замарани, сака да биде фиксиран на место и се рента. Горан Тевдовски, брокер за недвижности, ви благодарам за разговорот во утринската нателна. Фала ти.